Во една незадолжителна опуштена атмосфера пред своите роднини, пријатели, сограѓани и колеги литерати, авторот Никодим Чернодримски промовираше 5 своји дела. Станува збор за стихозбирките Копиле на судбината, Недовршена вистина, Протеран од рајот и Големиот летач, како и романот Пред портите на љубовта. Никодим пишува за љубовта, пишува за жената, ќе каже Виолета Сековска, дипломиран библиотекар и поетеса, која беше промотор и водител на презентацијата. Делата на Никодим како автор можам да кажам дека ја опејува жената. Неговата светлина во темнината е токму жената. Жената ја представува како нешто што се воодушевува, како нешто што е блиску до животот, никако до смртта, ја опејува на вистина како нимфа. Тоа представува жената како мајка, како нешто што во утробата носи нов живот. И животот на жената го опејува како љубов. Преубави стихови, а можеби на изглед се онака темни, меѓутоа суштината на самите негови стихови, на секој негов збор, носи порака и проткаени се само со љубов. Ова е втора промоција на овие дела. Првата беше во Скопје, но ова е значајна затоа што Чернодримски своите дела ги промовираше во родниот град. Вели Сековска, представувајќи се прв пат пред своите сограѓани, Чернодримски, видно возбуден, рече: Па би имал многу да кажам, не само за промоцијата, туку и за делата, но едно нешто што во сите дела имам вградено како автор, тоа се делови од мојот живот кои ги поминав токму овде во Прилеп. Не само на оваа улица кај што се наоѓа Радио Холидей, каде што сум и јас роден лично, него и во целиот град, во сите улици, сокаци и така натаму. Сите личности, така речено, се дел од овај град. И можеби затоа со голем жар ги пишувам песните, а и ќе продолжам да пишувам. Наредно во план е промоција уште поголема, нека биде ова еве своевидна најава, на повеќе дела. Колку ќе бидат, дали ќе бидат 7, дали 12, ќе одлучи самото време, но повеќе од сигурно дека ќе биде некаде во месец мај 2019 година. Со самата промоција на новите дела што ќе ги промовирам на пролет, планирам да го разбијам, така речено, шаблонот на промоции на книги, она класика што се применува кај нас, да биде нешто што досега не било. Нешто што и самите посетители што ќе дојдат на таа промоција да им остани врежена длабоко во нивните сеќавања како единствена промоција што воопшто некој успел да направи како автор. Самите дела кои се готови за печатење ми даваат повод да го правам ова. Нема некое правило, пишам или кога пишам, но едноставно кога ќе дојде инспирацијата не може да се сопри, така да многу пати сонот не е толку важен колку што е важно тоа што ќе се создаде. Никодим Чернодримски всушност е псевдонимот за Трајче Јованчевски, роден 1964 година во Прилеп. Од мали нозе пројавува љубов кон уметноста. Неговото прво влегување во тој чудесен свет, каде зборовите оживуваат и куклениот театар, кој работи во склоп на градската библиотека Борка Талески, која во тоа време беше лоцирана во стариот објект на Народниот театар Војдан Чернодримски. Во Народниот театар Војдан Чернодримски во Прилеп тој игра во бројни професионални представи со мали, но за него значајни улоги. Негови позначајни дела се автобиографијата Апостолите на ѓаволот, романите Кара Севда, Пред портите на љубовта, Затворија Пандорината кутија, Кафес, Првиот ангел. Од стихозбирките ќе ги издвоиме Големиот летач, Недовршена вистина, По патеките на Орфеј, Бездомност, Протеран од рајот, Копиле на судбината, Прилепско ехо и уште 50 други. Автор е и на 2 драми, Нова кожа и сега шо, како и на монодрамата Ало, Диогенна линија. Синоќашната промоција на 5 дела на Никодим Чернодримски ја збогати со музички точки неговиот специјален гостин Филип Николовски.